Почитувани граѓани, почитувана јавност, почитувани представници на медиумите, транспарентноста во јавните финансии не познава добри и лоши времиња. Тука всушност уште повеќе се гледа и дали некоја влада води отворени финансии или не. Како што известувавме за буџетот во добри времиња, јавно и транспарентно информиравме, така и во време кога се соочуваме со една од најголемите здравствени кризи која се прелева во економскиот сектор, јавно, навремено и транспарентно ќе продолжиме да информираме. Изминатите неколку дена се поставуваше прашањето во јавноста, во медиумите, како тоа се зборува за помала наплата на приходите и обезбедување на ликвидност на буџетот, ако претходно се давале изјави дека буџетот бил ликвиден и бил во добра кондиција на почетокот на годината. Како тоа ако сме имале ликвиден буџет на почетокот на годината, сега наеднаш се соочуваме со одредени потешкоти. Со цел да се информира точно јавноста, морам да истакнам дека буџетот е план за наплата на приходите и согласно тоа план за исплата, односно трошење на расходите. Реализацијата на буџетот започна добро оваа година. Економската активност бележеше раст и првите 2 месеци имавме одлична реализација согласно проекциите, односно планот, како што и транспарентно и отворено информиравме јавноста на времено. Важно е да се истакне дека буџетот не е куп пари кои што државата ги има на располагање на почетокот на годината, па потоа ги троши, туку буџетот е проекција за тоа како ќе се полни државната каса, односно приходите, и како ќе се празни, односно како ќе се троши, односно како ќе се реализираат расходите. Ликвидноста на буџетот метафорично можеме да ја споредиме со една цевка со вода, па така во првите 2 месеци млазот беше навистина силен, односно согласно планот се полнеше расходната страна и така и соодветно се трошеше или реализираше согласно планираните расходи. Од тука првите 2 месеци велевме дека ликвидноста на буџетот е одлична и буџетот е во добра кондиција. Така беше и на почетокот на месец март. Наплатата на вкупните приходи во јануари беше за 4,6% и во февруари за 4%, повисока во однос на минатата година, од кој во јануари порастот на даноците и придонесите е 10,7%, додека во февруари 6,1%. Овие резултати беа во рамки на проекциите за овие 2 месеци, а позитивните движења продолжија и во првата половина на месец март. Преземањето на мерките за заштита од ширење на COVID-19 вирусот и ставајќи го здравјето на граѓаните на прво место, делуваше секако на намалување на економската активност, што очекувано почна да се рефлектира на полнењето на буџетската каса. Почнувајќи од 20 март, односно кога за прв пат почнаа да се чувствуваат ефектите од здравствените мерки преземани за спречување на ширење на коронавирусот, се забележува остар пат на даначните приходи од околу 25% во просек на дневно ниво. Ова доведе до пат на вкупните даначни приходи во месец март за 11% во однос на претходната година. Ова се должи генерално на падот на наплата на данокот на додадена вредност во месец март вкупно за 17%, пад на акцизите споредено со минатата година во цел месец март за 11% и падот на данокот на добивка за 11%, и тука треба да имаме предвид дека имаше одредени компании кои што ја уплатија авансно, односно однапред го уплатија својот данок на добивка, односно со тоа покажа и на некој начин општествена одговорност и солидарност за да се помогне ликвидноста со цел справување со коронакризата. Во изминатиот период во Министерството за финансии, како што секогаш се прават проекции, сценарија, предвидувања, меѓутоа во изминатиот период секако се работеше многу интензивно на креирање и изработување на повеќе сценарија за исходи од коронакризата, односно како истата би влијаела на остварувањето на приходите во буџетот за 2020 година. Многу е тешко за економските аналитичари, вклучително и за меѓународните финансиски институции, да ги предвидат случувањата. Ова се должи на самиот карактер на кризата, затоа и нашите сценарија постојано се обновуваат, на дневно ниво се обновуваат и така од секој сценарио имаме повеќе верзии. Воглавно имаме 3 основни сценарија, кои што ние ги нарекуваме поволно, неповолно и најнеповолно сценарио. Кај сите сценарија, најголемиот пат на даноците се очекува во вториот квартал и тоа зависно секој вид на данок од 40 до околу 65% предвиден пат во однос на претходната година. Додека претпоставките за третиот и четвртиот квартал ги прават различни сценаријата, зависно од тоа кога би започнал периодот на
економско обновување и стабилизација, односно дали истиот би започнал во третиот квартал или истиот би започнал во четвртиот квартал. Согласно тоа и проекцијата на падот на даночните приходи варира и е различна кај сите сценарија за третиот и четвртиот квартал соодветно. Колкава ќе биде така наречената дупка, за која што исто така овие денови многу се разговараше и во медиумите, точно зависи од тоа колку ќе се зголемат потребите за финансирање и од тоа кој од овие сценарија ќе биде реалност. Дупката, односно дефицитот, е разлика помеѓу приходите и расходите, а проектираните приходи за 2020 година, како што знаеме, изнесуваат грубо околу 3,6 милиарди евра, додака расходите се планирани на 3,9 милиарди евра. Согласно ова, таа буџетска дупка или дефицит беше проектирано и планирано да изнесува околу 300 милиони евра. Планот за финансирање беше секако креиран на база на планот за буџетот и неговото извршување за 2020 година, односно како ќе течат задолжувањата, како ќе се покрива овој проектиран дефицит од 300 милиони евра, секако земајќи предвид и од платите по долговите кои што доспеваат во текот на 2020 година. Сега, колку ќе бидат поголеми потребите, односно колку ќе биде поголем дефицитот, зависи всушност од тоа колку ќе падне на платата на приходната страна или за колку ќе се намалат приходите во однос на планот. Важно е, кога ќе споделам сега за трите сценарија, какви се проекциите, да знаеме каква е планот и на страната на расходите. Односно, што се однесува до расходната страна и покрај предвидените зголемени потреби за здравствениот сектор, кои што се на приоритети на прво место да бидат обезбедени, и економските мерки кои што ќе се преземаат за да се ублажи и амортизира ударот врз економијата, сите сценарија предвидуваат дека расходите или расходната страна која што била планирана од 3,9 милиарди евра ќе се реализира речиси целосно 98-99%, но што е важно, суштински со значајна промена на структурата на расходната страна. Значи ќе се направат значајни реалокации помеѓу буџетски корисници, пренамени и секако кратење на непродуктивни расходи со цел да се обезбедат средства на ставките каде што ќе бидат потребни, односно најпрво како што рековме здравството, а секако и економските мерки кои што ги презентираше владата, односно за почеток вториот пакет на економски мерки. Во однос на кратењето на непродуктивните трошоци, за истото се преземаат мерки, се изработуваат различни предлози во Министерството за финансии и еден сет на предлози за кратење на непродуктивни расходи денеска ќе биде предложен на владината седница. Сега да споделам за какви се проекциите за трите сценарија и што би значила таа така наречена дупка, односно буџетскиот дефицит при секоја од овие три сценарија кои што ги споделив. Првото сценарио или поповолното сценарио предвидува вкупен пад од околу 20% на вкупните приходи на буџетот на консолидирана основа во однос на планот. Тоа би значило намалување на приходите грубо за околу 700 милиони евра, односно тоа значи дека за исто толку би се зголемил дефицитот кој што беше проектиран. 300, сега велиме. Приходите биле 3,6, расходите 3,9 во услови. Ако се намали приходната страна за 20%, за истиот тој износ на намалување на приходната страна ќе се зголеми така наречената дупка, односно дефицит. Во второто сценарио, ако падот на буџетските приходи изнесува грубо околу 30%, потребите би се зголемиле за околу 1 милиарда евра. И кај третото, најнеповолното сценарио, доколку приходите паднат за 40% на годишно ниво, дополнителните потреби би биле околу 1,3 милиарди евра. Важно е секако да сме подготвени за најлошото сценарио, а да преземаме мерки и да повлекуваме соодветни чекори за да се случи најдоброто. Во вакви услови во какви што се наоѓаме, исклучително важно за сите влади е да бидат брзи, флексибилни, агилни, да носат соодветни одлуки како што се одвиваат случувањата со цел да ги намалат штетите врз економијата. За секој од овие сценарија подготвуваме секако и сценарија за финансирање, но треба да имаме секако предвид дека непредвидливоста и ranливоста на пазарите на капитал и тука наложува соодветен предизвик и при креирањето на овие сценарија, односно за начинот на финансирање на дефицитот.
Како што информиравме, во тек е постапката за обезбедување на средства од Меѓународниот монетарен фонд, од Светската банка и така наречениот Bridge to Bond Loan или заем до еврообврзница за премостување до издавањето на еврообврзница. Сите овие постапки се во тек, се очекува во мај да ги обезбедиме овие средства, а за понатамошните чекори за се што има дополнително и навремено ќе ја информираме јавноста. Овие средства кои што се обезбедуваат во висина од околу 600 милиони евра беше соопштено дека се доволни за да се финансираат реализацијата на расходната страна, економските мерки, евентуалните дополнителни потреби на страната на здравствениот сектор и секако дека како што посочив, сите сценарија кои што се креираат на страната на финансирање зависат од кој од овие сценарија ќе се реализира. И тука имаме исто така повеќе сценарија во однос на кој е оптимално, која би била прва опција, која би била втора опција, секако во зависност од движењето и на пазарите на капитал. За крајот би сакала да истакнам дека како ќе излеземе од оваа корона криза зависи од сите нас и од секој еден од нас. Односно, ако се однесуваме дисциплинирано, одговорно, здравствената криза ќе заврши побрзо, а со тоа и здравствените мерки кои успоруваат и забавуваат економската активност. Со двата пакети економски мерки имаме за цел да го амортизираме ударот врз стопанството, да ги заштитиме работните места, како и социјалната стабилност во земјава. Преку обезбедување на плата од 14.500 денари за вработените во погодените компании, обезбедување на 50% од просечна плата за половина година од државата за оние кои останале без работа, како и надоместок од 7.000 денари за семејствата кои немаат приходи или се дел од неформалната економија, се задржуваат работните места и социјалната стабилност. Со обезбедување на бескаматните средства и ефтините кредити за компаниите се подобрува нивната ликвидност и ќе се настојува да се поттикне понатаму економската активност, а секако ќе се подготвуваат мерки за кога ќе дојде тој период на обнова или рекавери. Како што се развива ситуацијата, како што кажав, ќе се преземаат и нови мерки и активности се со цел максимално да се амортизира ударот од корона кризата врз стопанството и граѓаните. Благодарам. Ружица Фотиновска, ТВ24. Колку пари ќе се заштедат во буџетот со тоа што сите избрани и именувани функционери ќе земат во наредните 2 месеца минимална плата точно во бројки? Проекцијата за избраните именуваните функционери, тие одат, знаем, на минимална плата во следните 2 месеци, се дека грубо околу 250 милиони денари е заштедата за 2 месеци. Меѓутоа, треба да имаме тука предвид дека имаше и други мерки во однос на укинување на надоместоците за членовите на управните одбори, надзорните одбори, комисиите, за оние лица кои што се во работен однос, односно кои што добиваат приход и од друг извор. Тука исто така, зборуваме за околу 250 до 300.000 евра на месечно ниво. Меѓутоа, има и дополнителни расходи кои што се непродуктивни и кои што ќе се кратат, за кои што спомена во обраќањето денеска ќе биде доставена информација на владината седница. Дополнително беше разговарано дека и во информацијата на владата имаше предлог во вчерашниот пакет мерки да се намалат и за 50% авторските договори кои што ги имаат склучено институциите за лицата кои што се вработени, кои што примаат приходи од друго место. Имаше и други предлози во однос на исплата на прековремени, дополнителни надоместоци, хонорари. Сето ова во вкупен износ колку ќе чини е потешко да се каже како груба бројка, затоа што сите овие исплати кај сите институции одат и од различни ставки. Не значено дека само одат кај секоја институција од ставката плати, меѓутоа одат и од други, од договорни услуги, од други ставки. Во тој дел ќе биде предложено сите овие ќе бидат ефектуирани во предлогот за кратење на расходната страна, односно реалоцирање на тие средства каде што е потребно да се реализираат дел за мерките, дел за дополнително обезбедување и трошење во здравствениот сектор. Од истата новинарка, како и од Александра Филиповска, Телма, коментар на министерката, банките ќе ги одложат кредитите, но ќе пресметуваат камата. Дали сте задоволни од ваквата солидарност на банкарскиот систем и дали предвидувате мораториум за кредитите? Да, често се коментираше зборот и терминот мораториум во јавноста во изминатиот период. Сите знаеме дека конструктивен диалог е многу подобар отколку наложување или диктатура. Односно,
Во изминатите 2 недели повеќе Народната банка соработуваше со комерцијалните банки и со Министерството за финансии и со владата заедно за да се изнајде соодветно решение. Кога зборувам соодветно решение, тоа решение значи да ги заштити граѓаните денес, но и во иднина. Економската стабилност на земјата се заснова и зависи и од банкарскиот сектор. Тоа значи дека банкарскиот сектор, тоа што денеска е стабилен и што не дава за право да кажеме дека во многу добра состојба банкарскиот сектор споредено со глобалната економска криза, треба да имаме предвид дека истиот треба да биде стабилен и да ја поддржи економската стабилност и по корона кризата. Што значи тоа? Дека често се поставува прашањето за мораториум и тоа најчесто најпрво се поставуваше заради тоа дали сите банки ќе ги одложат отплатите на ратите за пред се за физичките лица во следниот период. И веќе гледаме дека тоа се случува и не само за 3 месеци, туку се случува и за 6 месеци, што е резултат на тоа дека соодветно решение, со соодветен диалог, со процена на ризиците, со конструктивен предлог, дало да дури подобри решенија се изнедат, односно да одлагањето кај поголемиот дел од банките биде и за 6 месеци. Сега прашањето во однос на каматата треба да имаме предвид стабилноста. Кажав дека едниот фактор кога се поставува прашањето дали и каматите ќе бидат комплетно одложени или замрзнати или укинати или опростени, треба да имаме предвид дека дури кај земјите кај кои што се воведе така наречен мораториум, каматите не се комплетно бришат или одложуваат или простуваат. Односно, за пример, ќе ги земеме Словенија, Црна Гора, Албанија, Србија, кои што имаат дел од овие земји мораториум, но каматите, редовните камати течат и се пресметуваат и истите се репрограмираат понатаму во следниот период, како што се репрограмира отплатата, односно тие 6 месеци се поместуваат, сега секоја банка, нели, и зависно во согласност со клиентот, кажува дали овие 6 месеци ќе се помести и пролонгира целосната отплата на кредитот. Така да, јас сметам дека е многу значено и важно да знаеме дека заштитата на банкарскиот сектор не значи дека банките дека владата не бара од банките да се солидаризираат, туку значи дека цели да ги заштити граѓаните и на долг рок, бидејќи стабилноста на банките, стабилноста на банкарскиот сектор е важна за заштита и стабилност на граѓаните, на нивните средства и во иднина. Затоа, кога новинарите ги поставуваат често тие прашања за каматата, би замолила да се погледнат компаративно и другите искуства и да се види дека дури и во оние земји кај кои што има така наречен мораториум, замрзнување наложено од страна на владата, и таму се пресметуваат каматите. И дека тоа е дел од решението за да нормално продолжи функционира банкарскиот сектор, кој што ќе треба и тоа како да влијае на ликвидноста и да кредитира и да помага и на приватниот сектор и понатаму и во текот на кризата и по кризата секако. Анета Блажевска, новинар на порталот АПЛА-МК Битола. Факт е дека јавните предпријатија и другите државни институции, државата се најголем должник на стопанството. Во овој момент на криза, приватните стопанственици велат дека од помош за сите нив би било доколку вие извршите плаќање на веќе доспеаните побарувања кон нив. Дали вие пред време ќе ги платите вашите веќе настанати обврски спрема приватните компании во државата? Да, значајно е да течат нормално секако исплатите кон приватниот сектор и тука нема никакво, не се зборува за никакво забавување или нарушување. Напротив, прашањето е добро поставено. Дали ќе има напори да се платат пред време? Да, ќе има напори да се платат и пред роковите, оние долгови или обврски преземени кои што ги има државата, јавните институции кон приватниот сектор. Значи не зборуваме воопшто за било какво забавување или одлагање или доцнење со плаќањето, бидејќи знаеме дека цело време ние разговараме за пакет мерки за да се заштити ликвидност. Не би разговарале за пакет мерки како што беше целопатен презентиран за заштита на ликвидноста, а од друга страна да сметаме дека државата со обврските ќе нарушува ликвидноста. Напротив, при сите сценарија кои што ги изготвуваме, кои што ги кажав на како ќе се реализираат расходите во следните месеци, имаме предвидено и редовна навремена поврат на данокот на додадена вредност и навремено исплаќање на сите обврски кои што ги има државата и јавните институции кон приватниот сектор.
Мартин Пушевски, МТВ. Дали се обезбедени парите од заемот наменет за периодот до издавање еврообврзница и дали еврообврзницата, планирана за втората половина од годината, на износ од половина милиарда евра, ќе биде доволна за покривање на долговите, дали веќе по одделни ставки и за кои сектори е планирано како ќе се распределат финансиските средства од задолжувањето. Значи, тука има повеќе прашања за кои што треба да појасниме. Прво, заем до еврообврзница или заем за премостување до еврообврзница, точно тоа имплицира и самото име, дека земаме средства кои ќе бидат вратени по издавањето на еврообврзницата. Дали овие средства ќе бидат доволни е прашањето, односно кога ќе се изврши, дали се обезбедени средствата. Јас кажав и во обраќањето дека постапките се започнати. Значи, пратена е понуда бидејќи овој заем за премостување до еврообврзница се обезбедува преку комерцијалните банки, пратена е барање за изразување на интерес. Рокот за поднесување на понудите е до утре, до крајот на денот, пошто секако ќе можеме и да кажеме повеќе и да известиме. Овие 400 милиони евра не се средства кои што се обезбедени, подпишани и кои што треба да легнат за една недела, туку велиме дека е барањето кое што е испратено на 400 милиони евра, дополнителните средства од Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка прават да зборуваме вкупно во пакет за околу 600 милиони евра. Сега, прашањето за еврообврзницата и дали ќе бидат овие средства доволни, претпоставам дека, бидејќи новинарите ги поставуваат прашањата пред да биде излагањето, но еве ќе искористиме да повторно да појаснам. Значи, еврообврзницата требаше да се издава во износ од 500 милиони евра, за редовното и нормално финансирање на буџетот со дефицит од 300 милиони евра кон крајот на годината, септември, октомври, ноември. Сега велиме, овие 500 милиони кои што требаше се обезбедат во последниот квартал се поместуваат, односно порано е потребно да се обезбедат средства. Зборуваме за околу 600 милиони сега, значи веќе 100 милиони над она кое што било проектирано во редовното финансирање. Секако се зголемуваат, зошто зборуваме за 100 милиони над, тоа не значи дека 100 милиони плюс ќе се потрошат и за толку ќе се зголеми расходната страна. Тоа значи дека зголемувањето на потребата за финансирање зависи од тоа колку ќе паднат и колку ќе се намалат приходите. Намалување на приходите за 500 милиони евра значи дополнителни 500 милиони евра дека ќе не бидат потребни за финансирање и сервисирање на извршувањето на расходната страна. Што значи дека еврообврзницата е планирано да се издава, самото име заем до еврообврзница укажува дека по обезбедување на овие средства ние можеме да пристапиме веќе заедно со банките кои што ќе го дадат овој заем, така е формулирана и понудата, да дадат одреден краткорочен заем и потоа истите банки да се впуштат во издавање на еврообврзницата. Тајмингот за кога тој процес ќе започне, ќе го одредиме секако во согласност и со банките, дали тој ќе биде веднаш по добивање на овој заем или ќе биде по еден месец, ќе известиме и за тоа секако навремено. Во однос на износот, како што кажав, во секој сценарио има зголемена потреба за финансирање, па реално е да зборуваме и за поголем износ на издавање на еврообврзница од предвидените 500 милиони евра. И во однос на тоа како ќе се трошат овие пари, мислам дека и тука го фатив одговорот дека не се работи за земање на 600 милиони евра, кои што 600 сега ќе се дадат директно на конкретните мерки. Се работи за обезбедување на функционирањето на расходната страна како што е проектирано. За следните 3 месеци, например, имаме проектирано дека во здравствениот сектор ќе се трошат дополнителни 5 милиони евра месечно од она што иницијално било планирано, што значи дека мораме да бидеме, кажав дека е приоритет обезбедувањето на здравствениот сектор и здравствениот систем. Понатаму, зборуваме за економски мерки сет кој што беше вчера презентиран, и за мерка која што ќе чини околу 100 до 120 милиони евра. Што значи дека во следните 3 месеци во кварталот се распоредени соодветно во месеците мај и јуни, бидејќи зборуваме април, меѓутоа исплата би се извршила мај и јуни, соодветно трошење на расходната страна. Тоа трошење на расходната страна се обезбедува ќе се обезбеди со реалокации на расходи кои што биле проектирани за нешто друго, а кои што не се суштински поврзани со справување со корона кризата. И така, предмет на кратење на расходната страна ќе биде се што суштински и директно не е поврзано со мерки за справување со корона кризата. Саши Ивановски, Мактел МК.
Кој ќе ја прави листата на медиуми кои може да аплицираат за субвенција? Дел од медиумите не се на регистарот на ЗНМ, а дел од медиумите се управувани од правни лица кои не се со шифра на дејност медиуми, туку со други шифри на дејност како издаваштво, трговија и така натаму. Дали е најдобро ЗНМ и МАН да ги направат листите на медиуми како две признаени здруженија на новинари? За оваа конкретно мерка и за деталите околу истата, како што посочи премиерот вчера во излагањето при презентирањето на мерките, ќе следат деталите од секој ресор кој што е задолжен за мерката и кој што ќе учествува во конкретно дизајнирање и поставување на тие правила. Ова што е важно е дека поддршката за медиумите беше посочена како дел од првата мерка, обезбедување 14.500 денари по работник, и тоа значи дека во самата при дизајнирањето на уредбата која што се подготвува за имплементација на оваа мерка ќе бидат земени предвид медиумите. Министерот за информатичко општество верувам дека детално наскоро ќе излезе и ќе информира за точните критериуми, дали е по шифра на дејност и како ќе бидат сите земени, меѓутоа секако при дизајнирање на секоја мерка целта е да не се изостави никој и да се даде помош на сите кои што треба да им се даде помош. Александра Филиповска, Телма. Што ќе правите со граѓаните кои до носењето на мерките останале без работа или им биле откажани договори или спогодбени откази со што не влегуваат во ниедна од мерките? Кој од неформалната економија ќе може да аплицира за помош од 7.000 денари кога таа опфаќа 38%, а премиерот рече дека само дополнителни 20.000 лица и дали закупнина нема да плаќаат само тие кои се во државни станови, деловни објекти или тие во приватни и како ќе ги натерате закуподавците да се откажат од тој приход? Тука мислам дека имаме три прашања. Првото беше како дека не влегуваат оние граѓани кои што биле отпуштени пред мерките или кои што го загубиле работното место. Тоа апсолутно не е точно, значи и самиот систем и внесување во системот на социјална заштита на граѓаните кои што не се вработени и моменталниот закон и без да е ваква ситуација и криза предвидува соодветно згрижување на системот и надомест за сите кои што останале без работа. И согласно тоа не е точно дека некои граѓани се изоставени во пакет мерките, туку напротив и за тие граѓани кои што не се вработени, кои што имаат право да земаат надоместокот при невработеност, кој што како што кажавме изнесува 50% од просечната нето плата на работникот, ќе важи за сите граѓани без разлика во кој дел момент го загубила работниот однос. Сепак целта не е да дозволиме да вработени го изгубат работниот однос и да дојдат и да земаат надоместок за невработеност, туку напротив, целта е да се погрижиме работниците да ги задржат своите работни места, за да полесно помине овој период на премостување, за да се ублажи економскиот удар и за да потоа побрзо и полесно почне обновата на економијата кога ќе дојде време за тоа. Во однос на вториот дел од прашањето или второто прашање за неформалната економија, кого тоа опфаќа и како 37% е неформалната економија, премиерот кажал дека само 20.000 фамилии се опфатени, значи тука е важно да кажеме дека неформалната економија се проценува како процент од бруто домашниот производ на 37% и претпоставам дека ова е да се вади податокот од Меѓународниот монетарен фонд кој што го објави. Тука не зборуваме за неформална економија само на пазарот на труд, зборуваме за неформална, односно сива економија во многу други сектори, така да не би можеле да кажеме 37% ако е вкупната неформална економија како процент од бруто домашен производ, дека тоа треба да го аплицираме и да кажеме дека толку фамилии се на пазарот на неформална економија. Проценките за 20.000 домакинства се направени од страна на Министерството за труд и социјала, кој што ги следи и многу добро ги знае состојбите во реалноста. И велиме дека 7.000 денари ќе биде надоместокот за сите домакинства кои што останале без приход, а кои што биле дел од неформалната економија, за да се помогне на секој граѓанин да го преживее, да го премости, да го помине овој период и да е обезбеден од државата, бидејќи државата треба во ваквите периоди особено да покаже како има способност и капацитет да мисли на секој еден граѓанин. И точно тоа и го правиме. Во однос на закупнините, вчера беше соопштена мерката за одложување на плаќањето на закупнините за социјалните станови. Во однос на прашањето се однесува, претпоставам дека
и на физичките лица и на деловните субјекти во однос на одлагањето на кириите. Секако дека тука имаме дискусии, тоа не беше презентирано како дел од мерките, меѓутоа дискутираме во владата за кои се можностите за да се потикне или наложи солидарноста од страна на граѓаните кои што можат во овој период да си дозволат одлагање, намалување на кириите и закупнините, и додека ние разговараме и владата ќе соопшти повеќе информации за ова кога ќе има, јас ќе искористам оваа прилика да апелирам, да ги повикам сите закуподавачи кои што имаат можност да ги намалат своите кирии, да ги одложат плаќањата, да го направат тоа, затоа што сега се тие моменти на солидарност кои што секој еден од нас треба да ги покаже. Наташа Мирсовска, Сител телевизија. Дали е точно дека државата доцни со исплата на реализирани проекти кои се работат низ Македонија, во кои инвеститор е некој од државните институции? И дали е тоа резултат на неликвидноста на буџетот? Јас немам информација дека се доцни, напротив, сега не знам дали прашањето се однесува само на буџетски корисници или општи на јавни предпријатија, бидејќи ликвидноста на буџетот ако се поставува како прашање во овој дел би значило само кога исплатата се врши преку буџетот. Меѓутоа воопшто не се работи за било каков застој или било каква проблем на исплатите на проектите. И доколку секако има дополнителни новинарски прашања или се потребни дополнителни појаснувања од наша страна, ќе ги одговориме писмено, бидејќи како што слушнав дека има и дополнителни новинарски прашања кои што пристигнале по оној рок до кога е земен пресекот, сите дополнителни прашања кои што се пристигнати ќе ги одговориме писмено преку имейл на сите новинари кои што имаат. Ако имаме уште некоја што е поставено, можеме да го одговориме сега. Сузи Котева Стојменова, Македонска информативна агенција. Во однос на мерката за поврат на ДДВ кај физичките лица, со оглед на тоа што заврши третото тримесечие, а поради настанатата криза од коронавирусот, дали ќе се одложи исплатата и дали граѓаните да скенираат и натаму фискални сметки? Да, мој ДДВ проектот е дел од проектот Пари назад кај граѓаните и воопшто не зборуваме за дали ќе се одложи плаќањето на средствата за тромесечието, односно за првото тромесечие. Напротив, сите граѓани кои што скенирале ќе си ги добијат назад средствата. Во однос на тоа дали ќе се одложи или прекине или застане проектот Мој ДДВ, имаше пристигна и до нас доста предлози од граѓани кои што велат треба да покажеме и ние солидарност, да се откажеме од овој дел. Меѓутоа тоа се, како што кажува и самото име на проектот, пари назад кај граѓаните, тоа се пари на граѓаните кои што тие скенирале сметки и сега треба да ги добијат и ги очекуваат назад. За моментот не се разговара за целосно укинување или стопирање на проектот Мој ДДВ, доколку пристигнат повеќе предлози, доколку граѓаните сметаат дека треба овие средства да се пренасочат во други мерки или во солидарниот фонд кој што ќе биде отворен, секако за тоа можеме да разговараме. Дополнително имаше одредени предлози кои што сметам дека се може би уште по-соодветни, за да може секој граѓанин да прикаже својата солидарност, за да во самата апликација се даде можност на граѓанинот доколку сака овие средства да ги донира во оној солидарен фонд и ќе разгледаме секако и таа опција. Се што пристигнува како предлог, забелешка, критика, сугестија, ќе биде разгледано од страна на економскиот тим, од страна на сите членови во владата и секако ќе се преземаат соодветни мерки кои што се најдобри за целокупно за земјата и за сите граѓани. Светлана Унковска, ТВ21. Стопанските комори не се задоволни од економските мерки на владата. Велат дека се делумни и тие нема да ја постигнат целта на закрепнување, особено на малите и средни предпријатија. Бараат да се подобри поддршката од 100% нето плата за следните 3 месеци, фирмите кои се погодени од кризата да не плаќаат данок на добивка и така натаму. Како ќе одговорите на овие барања? Ако предвидувањата се дека буџетската дупка поради кризата ќе биде околу 2 милиони евра, од каде владата ќе најде пари за исплата на средствата предвидени од помошта од економските мерки? Во однос на финансирањето и средствата, мислам дека го разговаравме за така наречената дефицит или дупка, затоа посочив дека верувам дека прашањата се поставени пред да се слушне целото излагање. Така да јас би се осврнала и би одговорила на критиката дека овие мерки не биле доволни, дека не ги опфаќаат малите и средните предпријатија, потребите за дополнителни
мерки за олеснување даночни. Напротив, сметам дека сетот мерки кој што беше презентиран како втор сет на мерки е навистина еден сериозен, добро осмислен сет на мерки кој што беше креиран и во консултација со стопанските комори, со академската заедница, беа прифатени одредени забелешки и истиот, како што кажувате, и во другите прашања имаше, како што кажав, чини околу 200 милиони евра вториот сет на мерки за справување со економските последици од кризата. Во однос на тоа, дали ќе се ослободат од даноци, сега се постава прашање за мерка која што веќе е прогласена и реализирана. Дали ќе се ослободат погодените од плаќање на данокот на добивка. Знаете дека уште во првиот сет на мерки беше кажано дека за погодените компании ќе бидат ослободени од аконтациите од данок на добивка во следните 3 месеци со цел да се помогне за ликвидност и да не треба да ги плаќаат овие средства кои што на некој начин се однапред плаќање или кредитирање на државата врз база на добивката која што компанијата ја остварила во 2019. Сега велиме тоа го укинуваме и не ги плаќаат компаниите, мали, средни, сите компании кои што се од погодените дености и секако во изјавата има и во формуларот има и пошироко да се штеклира сите компании велиме кои што се погодени и од мерките на владата за спречување на ширењето на коронавирусот може да аплицираат за истото и да не ги плаќаат аконтациите во следните 3 месеци. Како што кажавме, ако има потреба во следниот период, будно ќе следиме, ќе бидеме агилни, флексибилни како влада, брзо ќе реагираме, ќе излегуваме со нови дополнителни мерки, односно ќе повлекуваме чекори кои што ќе бидат најдобри во тој момент да се повлечат. Во однос на мерката за исплата на 14.500 денари помош финансиска на компаниите со цел да ги задржат работните места и да се заштитат секако работниците, сметам дека се работи за навистина една сериозна мерка. Како што кажавме, мерката е процената да опфати околу 200 до 250 илјади вработени во најразлични сектори и дејности кои што се погодени и истата да чини околу 100 до 120 милиони евра. Се работи за навистина сеопфатен сет на мерки кои што опфаќаат и даночни олеснувања, и одлагање на обврски, и директно вбризгување на пари и помош во стопанството. И ако ова го имаме предвид, јас се надевам дека ќе бидеме сите и, како што велиме, и солидарни, но и реални, трезвени и кога нешто има да се искритикува, ќе го искритикуваме, кога нешто има да се даде сугестија за подобрување, ќе ја дадеме, а кога нешто е добро и ќе бидеме тука и за да кажеме дека и да го пофалим. Во таа насока сметам дека вториот сет на мерки е навистина сеопфатен и сериозен сет на мерки и е, како што велиме, втор сет на мерки и ќе преземаме и ќе следиме и дополнителни со цел да им помогнеме на компаниите, да им помогнеме на работниците да ги задржат своите работни места, да им помогнеме на секој граѓанин да го премости овој период. Државата и владата ќе бидат тука и важно е да знаеме дека најголемиот непријател е паниката, односно дека се што треба да се направи ќе се направи со цел да се заштитиме сите ние како држава од оваа состојба и што полесно да ја поминеме и да бидат помали последиците. И последно пристигнато прашање, останатите ќе се одговараат писмено. Искра Оптеческа, заинтересирани граѓани прашуваат зошто со одлуката на владата, поврзана со можноста за добивање кредит, не се опатени бизнисите што се регистрирани во Централниот регистар оваа 2020 година. Дел од граѓаните се жалат дека немаат право да подигаат кредит, иако нивниот бизнис е поврзан со транспорт, но шифрата на дејност не е опфатена со одлуката на владата. Јас, како што кажав и во претходното излагање, кажав дека сите сугестии и критики и коментари ќе бидат добредојдени и дека секогаш кога ќе има нешто што е соодветна и добра сугестија ќе биде прифатена и имплементирана. Во таа насока за дејностите за транспорт, денеска на владената седница ќе биде предложено дополнување на одлуката за кредитирањето од страна на Македонската банка за обнова и развој во однос на првата линија која што беше пуштена со цел да се вметнат и овие шифри на дејности кои што не биле вметнати во однос на тоа за кого е отворена оваа кредитна линија. Кредитната линија, првата кредитна линија која што беше отворена во износ од 5,7 милиони евра, беше отворена за овие најпогодени сектори, односно угостителство, транспорт и туризам во износи до 30.000 евра месечно. Меѓутоа, сега ќе биде отворена, како што беше и кажано од вториот сет на мерки, втора линија во висина од 8 милиони евра, која што ќе има поширок опфат
да ги опфати и останатите погодени не само од овие сектори и која што ќе породи повисоки износи на кредити, односно до 90.000 евра, зависно од бројот на вработени на компанијата. Дополнително на овие 5,7 и 8 разговаравме и за 50 милиони евра дополнително, кои што се веќе за кои што е склучен договор со Европската инвестициона банка, меѓутоа сега се изменуваат условите, односно се договара со комерцијалните банки, бидејќи се работи за кредити, ефтини кредити кои што ќе бидат пласирани преку комерцијалните банки, да се помогне на секоја компанија која што ќе има проблем со ликвидноста и секако во насока повторно на задржување и заштита и на работните места. И од таа кредитна линија зборуваме за давање на кредитите кон комерцијалните банки од страна на Развојната банка по каматна стапка од 0%, односно државата ќе субвенционира каматната стапка за комерцијалните банки да можат да дадат на вистина поволни услови. Кога зборуваме поволни, зборуваме за каматни стапки кои што се разговараат со комерцијалните банки во висина од околу 1,5%. Како што кажавме, за сите дополнителни мерки кои што беа вчера соопштени, ќе има дополнителни појаснувања, правила, и штом се донесат уредбите и деталите за секоја ќе бидат информирани на времено компаниите за да може да аплицираат и да ги користат мерките. Благодарам. Благодарам.